Драги гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на овој наш и ваш демократски импулс, подкаст за народот. Јас сум вашиот водител и уредник Трајче Китановски. А денеска знаете дека и ова е во низата едно од специјалните подкасти. Имаме за цел да го представиме кандидатот за градоначалник на општина Сарај од партијата Демократи, господин Отензи Белјули. Добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Добар ден и поздрав до гледачите и редакцијата за ова емисија. Најнапред, секогаш започнуваме, би ве замолил да се представите, да кажете збор-два за вас. Од каде потекнувате, со што се занимавате и така натака. Јас сум Тензи Белјули, роден у Ласкарци, живеем у Ласкарци, сум работел во општина Сарај 25 години, сум бил советник 8 години во текот на 2000 година до 2008 година. Политичар од 90 години, од време на ПДП, и секогаш сум мислил за другачија политика. Политика да биде професија, бизнисот да биде посебна гранка, каде да не ги меша своите раците во бизнесот. Политика да биде професија како гранка посебно, да им служи на граѓаните за доброто, за нивното добро. Што ве мотивираше да се вклучите во политиката, а конкретно да се кандидирате за градоначалник на општина Сарај преку редовите на партијата Демократи? Јас да ви кажам право, Демократска партија е нова партија формирано, нема некој багаж негативен во народот. Јас првин сакав да се кандидирам како независен кандидат, меѓутоа процедурите многу се комплицирани многу, и има пријатели во Демократска партија од Тетово и ги прашав нив и кажам ајде да се кандидирам преку Демократска партија, бидејќи оваа партија не им прави лошо на своите граѓани во Република Македонија, нема никаква вина, е чиста и затоа сака преку нив да се кандидирам. Кои се вредностите и принципите што вие ги застапувате како човек и како политичар? Јас сум човек што не ги сакам многу парите. Сакам моето ангажирање да биде како слуга на граѓаните на општина Сарај и на пошироко. Да работам за друго, не за себе си. Јас многу би сакал да има добра власт, добро владење, добра слуга, како пензионер да ги живеем своите години. Меѓутоа, кога гледам дека во општина Сарај после 20 години уште немаме вода за пиење, населените места Бојане, Ласкарци, Буковиќ, Копаница, Бојане, тоа ме натера да се кандидирам и да им ставам стоп на лошата политика према граѓаните на општина Сарај. Можда и пошироко. Каква е вашата визија за иднината на вашата општина Сарај? Визија и мисија, која е вашата можеби мисија? Јас, доколку граѓаните гласат за мене, јас приоритет ќе се залагам како приоритет да имат сите населени места вода за пиење, да има канализација како што треба, да не течат фекалните води во јавни површини, во реките или во други места, и да има да престана злоупотреба на власт за група граѓани што буџетот, народните пари ги дават за лица што седат дома, земат пари, одат пари на неадекватно место. Тоа е целта моја. Да престанете злоупотреба на народни пари за приватни лица или за... Сакам да ве прашам едно прашање кое неизбежно е да ви го поставам, а тоа е се променија многу градоначалници во општина Сарај,
но никој не се погрижи за езеро Треска, напротив, мислам дека се погрижија да згасне тоа езеро. Зошто е тоа така? Што мислите? Дали можеби една од идеите вие да го повторно да го вратиме на граѓаните ова езеро, каде што многу жители се бања и порасна многу деца? За жалост, езерото Треска е приоритет и на градот Скопје и на граѓаните на општина Сарај. Меѓутоа, власта требаше да преземе мерки за лицата кои го донесе во таква ситуација да стане депонија за отпадци. Јас, доколку бидам градоначалник, ќе биде приоритет, ќе најдеме инвестиции од сите страни. Ја имам пријатели и у Турска и у Швајцарија. Ќе најдем човек кој да инвестира, да го направи како туристичко место, да инвестира таму и да биде функционално за доброто на градот Скопје, на општина Сарај и пошироко. Имам волја тоа да го направам, не сакам да го видам така како што е, меѓутоа зборот го имат граѓаните и власта требаше да преземе мерки за таквата ситуација како што е. Кои се главните и најважни приоритети на вашата програма, што би ги направиле? Првите три, например, спомнавте една езерото Треска, уште две вака што ви доаѓам на памет, некои големи проекти што би ги направиле. Како приоритет, како градоначалник на општина Сарај, доколку ме гласат граѓаните, како приоритет, реков и претходно, вода за пиење ќе биде за сите населени места. Второ, ќе биде канализацијата, да не биде во нефункционална и да има филтерни станици, да функционира како што треба. Трето, би требало да има добро образование по основните школи, да има стандардизирано квалитетно образование. Четврто, да има бизнисмените да бидат слободни, да бидат бизнис, да не бидат шантажирани од страна на институцијата, градоначалник и администрација на општината. Да се развие општина Сарај, да има слободни раци за бизнесот, секој да ја работи за својата професија, а не за интересите на поединци. Вашата програма се зборува и за инфраструктура, за образование, за медицина, за туризам, култура. Која од овие гранки е според вас на најниско ниво, која би ви била приоритет? Сите овие гранки што имат проблеми за функционирање, ја ќе ги помагам да бидат креативни, и спортот, и овие друштва за културни друштва што се во територија на општина Сарај, ќе бидем во нивна слуга, да се збогати со добри програми, со добри манифестации и да биде креативен, да уживаат културите во општина Сарај со сите овие друштва што се во територија на општина Сарај. Дали имате некаква идеја, можеби, како би ги задржале младите во општина Сарај? Знаеме дека од цела Македонија грото се иселуваат луѓе. Не знам каква е бројката во Сарај, дали се иселуваат, што би направиле за да ги задржиме барем тие што останаа да се тука? Младиве треба да имаат приоритет. Наша будучност на Македонија е тоа. За жал, ова лошата политика што екзодусот на младиве отиде надвор, што се понижени од страна на политика, тоа придонесува многу млади да бегат од тука. Тоа политика треба да се промени. Младите треба да бидат приоритет, да им се дава финансиски средства, работни места, а пред се треба стандардот
во Македонија да станат, да имат добри плати и услови за работа и тоа. Тоа е единствена шанса и за сите млади, бидејќи тие се национално богатство, без обзира на етничка припадност. Како планирате да го подобрите животниот стандард на општината? Дали може би има некој проект за да се подобри малку да живне општината, да може да има повисоки плати или не? Малку да се подобри животниот стандард. Општина Сарај. Што зависи до функцијата градоначалник, не верувам дека може да ние да го промениме во финансискиот платен систем во ниво локален ниво. Тоа зависи само да им даваме приоритет на способни луѓе преку хонорари, да им плаќаме закон што ќе придонесат за развој на општина Сарај, да донесат донатори, да и плаќаме, да им даваме да бидат компензирани за своја работа. Бидејќи одредот на платите ги одредува извршната власт. Јас реков и преска, јас како градоначалник, како ме гласат народот, инвеститорите ќе бидат слободни во инвестиции во општина Сарај, без нула корупција, ќе бидат слободни, ќе бидат помагани од мене, ќе имат и професионални кои економисти кои ќе работат тамо во бизнесот, нема да им се мешам, ќе ги помагам 100%. Нема да има никаква пречка. Ја, за жал да кажем, ние сме имале, бидејќи сум работел во општина Сарај, сме имале инвеститори што го напуштиле општина Сарај, а за тоа сме оштетиле општина Сарај. За многу малце пари што сме ги шантажирале. Како би се грижеле, например, за заштитната на животната средина во вашата општина? Дали има доволно зеленило, дали има доволно клупи, канти за отпадоци? Дали ви се допаѓа сегашната состојба, меѓу другото, на општина Сарај во овој план? Општина Сарај, поред само паркот што е во општина Сарај, зеленило се одржава, има клупи ова за рекреација. Меѓутоа, треба дополнително да се залагаме ние за екологијата и за амбиентот во општина Сарај. Ние треба со Министерство за екологија, за животна средина, ние имаме катастрофа екологија од фекалните води. Од Гулмово до Грубчин, Бојане, сите фекални води течат во реките. Немат никаква филтерна станица, или во Гулмово што е градене филтерна станица не функционира. Ние со извршната власт, со владата, со премиер, Министерот за животна средина, тоа ќе биде приоритет од Гулмово до Бојане, тај проект канализација да се гради и сите фекални води да се клучат населените места во таа регионална канализација и до филтерна станица да стане функционална кај езерото во Гулмово што е градена, а не функционира. Господине Тензи, ако смеам да заклучам, добро си ја познавате соседната општина, добро ги разбирате овие работи. Спомнавме езерото Треска, спомнавте дека депонија има таму сега. Зошто сегашниот градоначалник ништо не презема околу депонијата? Прашањето е во место. Не може тој што ја сторил таа депонија и да ја реши. Прашањето стои да криминалот или ајдутот да го фати ајдутот себе си. Тоа е нерешливо проблеме. Тоа треба да имаш волја, да си чесен, па да го правиш. Иначе, луѓе што мислат за свој джеб да прават пари, не работат тие за народ и за граѓаните на општина Сарај. Дали ќе бидат вклучени граѓаните, дали ќе се слушне доволно гласот на вашите граѓани од општина Сарај во донесување на вашите
одлуки, вашите проекти? Дали ќе имате слух за да ги слушнете? Дали ќе се консултирате од пример со нив за одредени работи? Јас како градоначалник, ако ме гласат тие, јас кажав и претходно, јас сакам да бидам во нивна слуга, не за себе си. Затоа јас немам никого, не сум должен према никого за парите на граѓаните на општина Сарај да им давам на безработни луѓе што сакат да земат плата седејќи дома. Јас тие пари ќе ги инвестирам на правното место сегде, како додација што е од одредени владени фондови. Буџетот на општина Сарај ќе биде доделено принципиелно без никаква злоупотреба во одредени места кај ќе треба. Например, за канализација, за школо, за сите гранки. Нема да биде злоупотребена ни 10 динара за некој нечесен човек. Многу албански политичари досега бевме сведоци кои имаше некој од нив кои се обраќаа само на албанците. Но ако смеам да заклучам, вие подеднакво ви е важен и македонскиот глас. Јас граѓаните не ги доделувам по национална основа. Ја ги делам за човек и не човек. Граѓаните во Македонија за мене се национално богатство. И млади, и стари. Нема лош народ, има лоши политичари. Затоа сме во ова беда 35 години. Не може да ми солат памет, водат добра политика, а само рушат фабрики, рушат јавни институции и каже ја работам за народ. Тоа не е работа. Тие се злостроничи. Нас не треба луѓе што ќе бидат слуга на граѓаните, да градат. Ние, да кажем еден пример, ние сме имали еден инвеститор од надвор, што сакаше да гради фабрика за автомобили, Audi 3 во Македонија. За жал, тој не инвестира, бидејќи му тражеле 10 или 20 милиона евра за некој во джепови да ги става. Тој е злостурник, тој е против државата, против народот, против граѓаните на Република Македонија. Тој го злоупотребал функцијата што му доделил граѓаните за своји цели. Меѓутоа, тоа е катастрофа. Нас не треба. Колку губи Македонија сега да се градеше фабрика на Audi 3, да се продаваат тие автомобили надвор во држава. Колку пари ќе придонесеше во буџетот на државата? Колку ќе се растеше буџетот преку здрави инвестиции? Ние за тоа патиме, бидејќи ние во Балканот владеет подземјата, не правна држава и законите. И немаме ние прави политичари, што професијата политичар треба да работиш за плата што ти е одредено од законот, не да трчиш по тендери, по ришвети, да правиш милиони од политиката. Политика е професија. Треба да им служиш на другото, на граѓаните на држава да правиш добро и луѓево да кажат дека ете што си направил. Нема овој човек работи за државата, не за себе да прави милиони. Тоа е политика, а не да бидеш и политичар и бизнисмен, да бидеш милионер, не бива тоа. Пред самиот крај, биве замолил да кажете на клучна порака кон вашите гласачи, зошто би гласале општина Сарај за вас и за демократи. Граѓаните на општина Сарај треба да мислат дека јас не сум се кандидирал за себе си да бидем градоначалник. Јас сум се кандидирал да бидем нивен сервис, нивна слуга, без материјален интерес. За нивното добро, да го стопирам корупцијата во општина Сарај, да им служиме честно и поштено на граѓаните на општина Сарај и да го подобриме нивниот живот и стандард во општина Сарај.
Господине Тензи Белјули, ви посакувам среќа на изборите на локалните. Ви благодарам што ни бевте денеска гостин. Во вашиот говор можам да препознам искреност, така делува. Се што кажавте не е невозможно. Ви посакувам среќа и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостин, па и како градоначалник тука во наше студија. Фала за ова емисија што го погодувате. Ја за крај само да кажам, нема лош народ, има лоши политичари. Тоа треба да се промени за доброто на Македонија и за граѓаните на Република Македонија. Скапра се, Фалимир Шум, партнер. Драги мои, тоа беше господинот Тензи Белјули од општина Сарај, кандидат за градоначалник на општина Сарај од редовите на политичката партија Демократи. Ако ви се допадна овој подкаст, а се надевам дека ќе ви се допадне, знаете дека треба да стиснете subscribe, лайк и да го споделите како ви допрво до што поголем број на луѓе.